Јавното обвинителство по 10 дена истрага денеска поднесе обвинителен предлог против 9 лица кои се осомничени дека учествувале во крвавиот четврток. За нив, обвинителите сметаат дека имаат доволно докази да ги гонат за учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие, за кое е предвидена казна од 3 месеци до 3 години затвор. Во првата група на осомничени кои добија обвинение се сите на кои им беше изречен притвор на 30 април, а на 7 од нив притворот им стекува токму денес. Од обвинителството сега ретерираат, бараат продолжување на притворот само за двајца. За 5 се бараат мерки на предпазливост, односно одземање на пасошот и задолжително јавување во суд, а за еден притворот да се замени со куќен. Од кривичниот суд ни одговорија дека досега кај нив се спроведени 17 лица против кои полицијата поднела кривична пријава. Хронолошки тоа изгледаше вака. На 30 април во судот се спроведени 10 лица. 6 завршија во притвор, еден во куќен притвор, а на тројца им беа одредени мерки на предпазливост. Во четвртокот на 4 мај во судот се донесени уште тројца. На еден е одреден притвор, на двајца мерки на предпазливост. Наредниот ден во петокот, пред судија на претходна постапка се изведени 2 лица. Едниот завршува во притвор, а другиот во куќен притвор. Викендов, уште двајца беа спроведени во судот. Изречени беа куќен притвор и мерки на предпазливост. МВР пак во 3 наврати досега поднесе кривични пријави против 25 лица, кои биле идентификувани дека учествувале во упадот во собранието или во претепувањето на пратениците. На 30 април до обвинителството е доставена кривичната пријава која опфаќа 15 лица. На 2 мај поднесена е кривична пријава против 5 лица. Во петокот е изготвена пријава за уште 4 лица. Последната кривична пријава е поднесена вчера. Осомничените се товарат или за учество во толпа која ќе спречи службено лице во вршење на службено дејствие или за учество во толпа која ќе изврши кривично дело. За двете дела предвидената казна се движи од парична до максимални 5 години затвор, ако се докаже дека тие некому нанеле тешки телесни повреди. Класификацијата на делата предизвика многу полемики во јавноста. Многу експерти сметаат дека е погрешна и дека станува збор за далеку потешки кривични дела. Како тоа например во конкретниот случај не ги има следниве кривични дела најмалку. Значи насилство од член 386. Како тоа нема тешка телесна повреда? Потрес на мозокот во кривичното право е тешка телесна повреда. Како тоа не е тешка телесна повреда од член 131 од кривичниот закон? Имаше сиест на сторени кривични дела. Од добитно убиство, насилство, тешки телесни повреди, вие да мамате со сталка и некој да ударите по главата, го убиете, бидете сигурни. Од обвинителството велат дека доколку откријат нови докази, ќе има преквалификација на делото. Особено поради бројните шпекулации изнесени во однос на правната квалификација, ја известува јавноста дека согласно законот, правната квалификација за стореното кривично дело ја дава јавниот обвинител, кој при тоа се раководи од доказите што се прибрани до тој момент. Тоа значи дека доколку дополнително се пронајдат нови докази кои укажуваат дека определено лице извршило друго кривично дело, јавниот обвинител во текот на целата постапка може да изврши преквалификација или лицето да го гони за други кривични дела. Доколку тоа се случи, обвинителството ќе мора да ја реагира многу брзо, бидејќи доколку падне пресуда, сите докази паѓаат во вода. Не можете вие да водите истрага за едно кривично дело, да подигнете обвинение за истото тоа кривично дело, учество у толпа и после тоа е забрането, има и пресуди на Врховен суд, и после истото тоа лице да го обвините за друго, не друго, него потешко, за полесно може, за потешко не може кривично дело да го обвине. Тоа би било тотална повреда на правата на обвинетиот. Хелсиншкиот комитет пак излезе со свој извештај за крвавиот четврток, во кој се наведени дури 28 кривични дела за разлика од двете на МВР и обвинителството. Правниот тим од Хелсиншки смета дека за 18 дела има значителен број на докази, а за 10 има сомнение. Исто така, тие ги делат исторителите во 4 групи: организатори, извршители, полициски службеници и нивни претпоставени. Кривични пријави засега нема против лицата кои отворија вратата од собранието, а за кои во јавноста се шпекулира дека се пратениците од ВМРО од ДПМНЕ, Сашо Василевски, Крсто Муковски и Јохан Тарчуловски. Нејасно е и зошто МВР единствено во овој случај не ги објави иницијалите на лицата за кои соопшти дека ги идентификувале. На овие снимки се идентификувани
најмалку 20 припадници на Управата за безбедност и контраразузнавање под директна ингеренција и надлежност во хиерархија на Горан Груевски, осомничениот за тврдина. Понатаму имате пензионирани старешини од Министерство за внатрешни работи, кои што биле задолжени во времето на вршење на активна служба за обезбедување на витални објекти. Таму имате припадници на Агенција за разузнавање, припадници на Армијата на Република Македонија, припадници на затворска полиција, на шумска полиција. Од МВР и обвинителството нема одговор на прашањето колку државни службеници се меѓу осомничените за крвавиот четврток.